Заборавени и отпишани. Така може да се опише состојбата на 20 на мали брани на територијата на Дојран, Богданци и Гевгелија. Масовно се граделе во втората половина на 20 век, од 60-тите до крајот на 70-тите години и биле наменети исклучиво за наводнување. За овие земјено-насипни брани се обративме до Ада водостопанство, кое ги управува преку подружница Јужен Вардар од Гевгелија, но тамошните вработени не сакале да зборуваат со новинари. Освен што наидовме на затворени врати во Јужен Вардар во Гевгелија, не беа заинтересирани за комуникација ниту во дирекцијата на водостопанство во Скопје. Прво рекоа дека ќе ни одговорат на прашањата, но потоа не креваа на телефон. Треба добро да сте упатени за да ги најдете браните во овој регион. Некои, како онаа во Ѓопчели, е сместена на ридовите, сокриена меѓу трла и овошни насади. Тие не се управуваат, па мештаните и концесионерите на земјата околу се распослале по бреговите. Еден насад завршува во самата брана. Бетонските столпчиња оградуваат дел од браната, алудирајќи на собственост. Овци имаме, стока имаме, значи многу е важно за прво за стоката, после за наводнување на што имаме посено доле. Да. Никој не доаѓа да ја контролира, да види дали има проблеми? Никој. Дојде еден скопјанец што купи овде кај имаше миндали, загради во браната внатре заградена. То кај го има то? Браната што е внатре со жица заградена, со бодикава жица. Мали дечини се бајнат тамо. То нема никој не прашува и каде сме, што сме и како живееме. Најголем дел од браните во овој регион се сочувани и се во одлична состојба, но за нивното одржување никој не води грижа. Затоа и локални бизнисмени околу нив градат фарми или во случајот со браната Чинарли, приватен рибник. Ова зелено пространство никогаш било браната Чинарли, сместена на границата помеѓу општините Дојран и Богданци. Денес има само остатоци од водата, а ливадата ја користат стада говеда за напасување. Од Државниот инспекторат за животна средина информираат дека Ада водостопанство преку Јужен Вардар треба да се грижи за брана Чинарли. За ова од страна на водостопански инспектор е издадено решение согласно член 198 од Закон за води. Известено е и јавно обвинителство и МВР за негрижата кон овој објект од посебно значење за државата, кој е видно оштетен во делот на преливникот и узурпиран од низводната страна на браната до заезерување со водна површина, која служи за рибник за кафезно чување на риби, и воедно затварачот на испустот кој се наоѓа во шахта, низводно е целосно потопен и не е во функција, така што акумулацијата е целосно испуштена, а брана Чинарли е градена со цевковод за дополна на водите на акумулација на брана Палјорци, која понатаму служи за наводнување на земјоделски површини. Не е подобра и состојбата на брана Палјорци, неколку стотини метри подолу пред Богданци. Таа константно има недостаток на вода, па земјоделците во околината се соочени со уништување на родот од преголема суша. Поранешниот директор на Ада водостопанство, Ромео Тренов, вели дека проблемот со браните не е мал, туку огромен, ако се земе предвид дека трае речиси 4 децении. Тие беа втопени во водостопанство. Вакви брани има голем број. Има дури и над Борисово Мокриво таму една брана таква, и таа брана е слична како таа. Значи тоа е секако повторно дел од тоа првото што го говориме. Значи тие брани постојат, никој за нив не знае. Сега јас знам бидејќи сум од тој крај, вие знаете бидејќи сте истражувале. Меѓутоа, претпоставувам дека 90% од населението во например во јужниот дел во Гевгелија не знаат дека постои таа брана. Или во струмичкиот дел не знаат дека има брана над Мокриво. Значи се работи повторно, се враќаме на оној првиот дел, значи менаџирање со имотно-правниот капацитет на водостопанството во целина. Постојат околу 200 мали брани, а меѓу нив има и такви кои од децениска негрижа се уништиле во поплавите, како неколкуте езерца кај Гевгелиско кои исчезнаа во големите поплави од 2004 година. Во системската запоставеност на малите брани,
Никој не утврдил колку пари годишно губи државата со тоа што не се наплаќа водата, но и риболовот на овие брани.